Таа е словенечка европратеничка во групацијата на либералите. Има македонско потекло, екс-новинар, мајка на едно дете кое понекогаш ја придружува на низините службени патувања во Брисел, Страсбург и Скопје. Магистрирала на тема македонските евроинтегративни процеси. Ирена Јовева неодамна беше во Скопје со мешовитата европратеничка комисија. Европарламентот е во постојана соработка со Северна Македонија. Ако има политичка волја, во Скопје и Софија може повторно да се затоплат односите меѓу двете соседни земји, проценува европратеничката Јовева. Таа смета дека ставовите на дел од земјите членки во однос на македонското прашање се некоректни. Но сепак, изборот дали Македонија ќе го прифати францускиот предлог зависи пред се од политичките елити во Скопје. Јас знам и разбирам дека многу е тешко да се слуша нон-стоп едно исто и мене ми е некогаш, како да кажам, незгодно, бидејќи се чувствувам дека зборувам нон-стоп едно исто, ама просто не сакам да дојде до тоа да изгубиме тотално довербата или кредибилноста, посебно на Европската Унија, и затоа јас верувам дека се уште е можен договор, таков кој што ќе е прифатлив за сите страни и таков кој што нема да понижува ни една ни друга страна, посебно да не ги понижува луѓето кои што се тие што заслужуваат подобар живот. Не сметате ли дека сепак Брисел, односно земјите членки и Европската Унија на некој начин го изгуби кредибилитетот, особено во политиките кон земјите од Западен Балкан, со постојано поставување на некакви нови услови за давање на зелено светло за почеток на преговори? Да, сметам дека го губат кредибилитетот се уште и дека го нема веќе многу, и јасно ми е дека и на народот им е више преку глава да слушат нон-стоп некои ветувања кои на крајот на денот никогаш не се исполнети. Тоа ми е јасно, но сепак мислам дека не треба да дозволиме да победи некој кој што ја искористува ситуацијата само поради тоа што е земја членка на Европската Унија и само поради тоа што има право на вето, затоа што постоje 26 земји со да и една земја со не. И мислам дека треба јасно и гласно да се каже дека тоа е неприфатливо и срамно, и треба да се комуницира со луѓето искрено и транспарентно, и треба да се седне на една маса и да се разговара, и мислам дека тоа е најбитно. Дали не сметате дека со понудениот француски предлог, кој всушност сега стана и европски предлог, на некој начин, всушност ова е преседан во европската политика кон земјите од аспиранти за членство? Јас можам да ви кажам дека Западниот Балкан за Европската Унија, значи Европската Унија како целосна, значи како целина е стратешки приоритет. Може би сега ова не е толку очигледно во оваа ситуација, ама стварно е така и да, преседан е, ама јас стварно ќе останам оптимист и верувам дека на крајот како и да е ќе сватат сите страни дека најдобро е за сите, и Северна Македонија, па и Албанија, па и останатите земји од регионот да се дел на Европската Унија, затоа што јас бев пред, не знам, 10 дена во Скопје, и таму слушнав неколку пати нема друга алтернатива, има други алтернативи, ама не се добри, уствари опасни се тие други алтернативи. Ова е најдобра алтернатива и тоа кога ќе го сватат сите, јас мислам дека ќе биде се како што треба. А за ова што се прави сега, тоа е, јас мислам, неприфатливо и срамотно, како што кажав, посебно на една држава членка, да го прави тоа. Францускиот предлог, како предлог, е окей,
за да се почнат некои разговори, ама не е окей нормално сега да се прифати се како што е запишано, како што кажав, не смее да се понизува ни една ни друга страна и верувам дека на крајот ќе се најде некое решение кое што ќе е прифатливо за сите. Кога сме кај францускиот предлог во домашната јавност, всушност меѓу македонските политички елити постои разногласие. Едни сметаат дека ова е најдоброто можно досегашно решение, додека други пак ова го оценуваат како уште еден чекор наназад и можност за национално разнебитување на државата. Нормално е секогаш за било што, нели, тие внатрешни политики се во секоја земја посебни, нормално дека една страна ќе збори едно, друга страна ќе збори друго, ама јас сепак мислам дека во овој момент треба сите страни и во Северна Македонија да седнат заедно и да се договорат и да зборат едногласно, затоа што треба да разберат дека ова е ќе е најдобро за граѓаните. Не е сега момент да се тражат или предвремени избори, или да се тражи не знам што се некои внатреполитични интереси да се прават сега, туку треба да се седне, да се договоре и да се договоре со еден став, да се разговара и со Бугарија и со Европската унија. Тоа додека не се направи, можеби уште потешко ќе се надминат сите проблеми што се сега и уште потешко ќе се чекори по патот кон интеграцијата. Госпоѓа Јова, пред речиси 10 дена бевте во Скопје, имавте средби со речиси сите политички чинители. Прашањето кое ми се наметнува, каков беше вашиот впечаток по средбите со опозицијските партии, лидерите на опозицијските партии? Пред се говорам на ВМРО-ДПМН, која засега тврдо стои на ставот дека ова е францускиот предлог во моментов е лош и дека тие нема да дадат зелено светло во услови кога има барања кои за нив се неприфатливи. Да. Јас разбирам дека има некои за некого неприфатливи работи во тој предлог, ама токму поради тоа мислам дека треба да се има диалог. Јас добив впечаток после тие состанци, а посебно после нашата сесија заедничка што беше со представителите од Собрање и со представителите на нас од Европскиот парламент, кога ВМРО ја напуштија сесијата протестно. Тоа по мене не е добар сигнал за тоа што треба да се дешава во овој момент во македонската држава, а тоа е да се разговара со еден став. И јас, за жал, добив впечаток дека внатрешните интереси или внатрешната политика е побитна од интересите на целата земја, уствари на сите граѓани и граѓанки на Северна Македонија. За жал. Македонската јавност е сензитивна во однос на најновиот развој во релациите Скопје-Софија, особено после понудениот предлог од Париз. Прашањето моje е директно до вас. Дали во заклучоците, односно во записниците од Европската унија, исклучиво ќе стои македонски јазик? Јас на мојата, таа што ја кажав, последна посета во Скопје, зборував на македонски јазик како представник од Европскиот парламент и кажав дека очекувам дека македонскиот јазик ќе биде нареден официјален службен јазик во Европската унија и јас верувам дека стварно ќе е така. Мора да е така. Колку за вас е прифатливо Бугарија да го условува членството, односно почетокот на преговори за Северна Македонија со Европската унија со барање најпрво да се остварат, односно да реализираат уставните промени, па потоа да стартува диалогот Европска унија Северна Македонија? Не е прифатливо воопште. Како што кажав, билатералните прашања се решават, треба да се решават билатерално и малку ја и чудно како до сега немаше проблем.
претходните години, барем не толку голем проблем за да се блокира соседната држава, а сега проблемот демек не може да се реши на начин на кој што мора да се решава. Тоа на многу луѓе не им е јасно и, како што кажав, стварно е неприфатливо. Сите земји кои што беа на тој пат имаа проблеми, и Словенија имаше проблеми, и Хрватска имаше проблеми поради Словенија, ама на крај сите билатерални прашања се решаваа помеѓу двете земји. Тоа мора да остане така. Како е возможно францускиот предлог сега да стане предлог всушност прифатлив за сите европски членки? Дали тоа е на некој начин мајоризација од страна на Бугарија кон Северна Македонија? Мајоризација може да се каже само поради тоа што Бугарија е земја членка на Европската унија и затоа ги користи некои работи кои што не би смела да ги користи, ама процесот тука е таков како што е и во Советот важи само едногласно прифаќање на било што. Ама сепак мислам дека на крај, ако сите зборуваме едногласно, значи и останатите 26 земји членки, па и сите политички партии во Северна Македонија, ако зборуваме сите едногласно, мислам дека на крајот и Бугарија ќе свати дека нема да може така да се решават тие работи, ама тука да, мислам дека и Европската унија треба јасно и гласно тоа да го каже. Мислам дека се уште го нема кажано тоа на тој начин. Јас ќе направам се што можам да го променам тоа. Ви благодарам за издвоеното време. Фала и на вас.